Добро вечер. Централен дневник на К1 телевизија. Останете со нашата програма. По најавата за настаните на денот започнуваме веднаш. За политичкиот аналитичар Александар Пандов, решение на политичката криза е враќање на опозицијата во Собранието на Република Македонија. Винарската визба Тиквеш со 7,7 милиони денари поголема добивка во однос на минатата година. Владата на Република Македонија распиша оглас за субвенционирање на рурална инфраструктура. За решавање на политичката криза во Македонија и доближување на диаметрално спротивставените страни. Политичкиот аналитичар Александар Пандов смета дека решението не е создавање техничка влада, туку враќање на опозицијата во собрание. Денеска и утре власта и опозицијата ќе ги измерат силите меѓусебно. Двете најголеми политички партии во државава одржуваат партиски собири. Протестниот собир на СДСМ денеска се одржува пред влада, додека утрешниот ќе биде пред Македонското собрание. Излезноста на граѓаните, како на едниот, така и на другиот, е од исклучително значење, смета аналитичарот Александар Пандов, кој вели дека всушност тоа ќе покаже со кого е народот и ќе се види кај кого е поддршката. За решавање на политичката криза во Македонија и доближување на диаметрално спротивставените страни, Пандов потенцираше дека решението не е создавање техничка влада, туку враќање на опозицијата во собрание. Најразумно според мене решение е враќање на опозицијата во собранието и договарање на оние работи кои што ќе ги договорат лидерите, а тоа е како наредните парламентарни и било какви избори да се спроведат. Кога тоа ќе се случи, ќе видиме. Покрај тоа, според мене, не е само известно, него единствено правилно да започне час поскоро судскиот процес за обвинетите во пуч. Пандов смета дека состојбата по настаните во Куманово е сериозна и дека е потребна зрелост кај граѓаните и политичарите за избегнување на идни инциденти и судири. Македонија се наоѓа политички сега во едно сценарио кое што е проверена како такво. Тоа е сценарио кое што е наметнато сега на Македонија, да се дестабилизира државата, да се ослабнат институциите на системот, да се уплашат луѓето, да се затварат сами во себе. И од друга страна пак сепак се надевам дека македонецот има политичка свест, сила, памет, дека македонските политичари знаат што прават. Во време кога стапката на невработеност во Македонија го достигна најниското ниво, ефектот од кампањата Инвестирајте во Македонија е се поголем. Ако сакаме Македонија и понатаму да е една од земјите со највисока стапка на економски раст, актуелните случувања се непотребни, вели Пандов. Пред владата на Република Македонија, СДСМ го одржа денешниот протестен собир. Во првите редови беше раководството на партијата, а лидерот Заев беше придружуван од Ерван Фуере, кој до пред неколку години беше представник на Европската Унија во Македонија и јавно деклариран како поддржувач на политиките на СДСМ. На протестот присуствуваше и поранешниот премиер на Бугарија Сергеј Станишев. Заедничко за двајцата политичари е што не го признаваат македонскиот јазик и нација. Француската новинска агенција Франс Прес јавува дека на митингот на СДСМ во Скопје излегле повеќе од 20.000 граѓани. Зголемување за 6%, односно за 5,7 милиони денари во однос на истиот период од минатата година, се резултатите на винарската визба Тиквеш во сите сегменти од работењето. Бруто добивката за првото тромесечие од 2015 година е зголемена, покажуваат неревидираните финансиски резултати на компанијата. Винарската визба Тиквеш оваа година бележи зголемени приходи од продажба и тоа за 10% на домашниот и за 6% на странските пазари. За 7,7 милиони денари е зголемена добивката од редовното работење на Тиквеш во однос на истиот период лани, достигнувајќи вредност од 12,5 милиони денари. Ваквите резултати овозможуваат на винарската визба да продолжи со своите планови за инвестиции во натамошна модернизација на процесите во винарницата и производство на врвни уникатни вина, како и на нивна промоција надвор од земјава, истовремено со тоа промовирајќи ја и Македонија како винска земја. Тоа е за нас
еден голем предизвик, поттик и пред се верификација на оно што го правиме како стратегија на инвестиции во вложување во производство на висококвалитетни вина. Тиквеш од година во година вложува во осовременување на производните капацитети и во осовременување на технолошките процеси. Илиевски изрази оптимизам дека успесите на компанијата ќе продолжат и во наредниот временски период, доколку надворешните фактори, вклучувајќи ги и климатските услови за производство на грозје, овозможат реализација на плановите за зголемување на откупот од 20% во однос на ланската година. Минатата година ја завршивме со 18 милиони килограми откупено грозје. Оваа година плановите се некаде околу 21-22 милиони килограми грозје. Сепак е се уште рано да се естимира каква ќе биде годинешна берба, почетоците се добри. Зголемениот откуп на грозје ќе овозможи зголемување на производството и поголем пласман на врвните вина надвор од границите на нашата земја. Неодамна владата на Република Македонија го објави огласот за субвенционирање на руралната инфраструктура. И оваа година ќе се инвестира во селски патишта, мостови и други јавни потреби. Општините Велес и Чашка со одредени проекти ќе аплицираат за добивање на неповратни средства, преку кои ќе решат дел од проблемите во руралните средини. Владата на Република Македонија неодамна го објави огласот за субвенционирање на рурална инфраструктура. Владата и оваа година ќе инвестира во селски патишта, мостови и други јавни потреби. До 15 јуни општините може да поднесуваат барање за изградба на локални патишта, мостови, водоводи, добиточни пазари, младенски и домови на култура. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев по ова прашање вели дека локалната самоуправа ќе аплицира, но не го откри конкретниот проект. Веќе имаме добиено една класификација за добивање одредени средства кои што руралните општини ги добиваа со претходен повик од 2,5 милиона, доека бидејќи дел ние офаќаме рурално, меѓутоа многу мал дел сегментот на Иванковци и така натаму, да се увидиме да добиеме и ние, ќе аплицираме у секој случај да добиеме и ние еден проект од тој сегмент. Средствата од овие фондови веќе неколку години ги користи општина Чашка. Градоначалникот Горан Чупановски вели дека и оваа година општината ќе аплицира на овој оглас со проект за изградба на пат од Чашка до Горно Врановци. Според него, инфраструктурата во руралните средини е најголемиот сериозен проблем за општините. Ние имаме добиено средства околу 3 милиони денари со кои што ќе изградиме 1 километар веќе од Светска банка на тој патен правец кон Горно Врановци, меѓутоа со останатите километри кои што остануваат ќе бараме средства од Агенцијата за поддршка на руралниот развој и готов проект исто така имаме изработено за довршување на патот кон Војница. Субвенцијата според огласот на владата на Република Македонија е неповратен и изнесува 100% од трошоците со максимална вредност до 20 милиони денари. По потпишувањето на договорот со платежната агенција, општината треба да спроведе јавна набавка, која може да биде авансно на 2 рати или по фаза на реализација на проектот. Доставени се таблите со пишани пораки наменети за мигрантите кои транзитираат низ нашава земја до железничките станици во Скопје, Зелениково, Велес и Гевгелија. Истите ќе бидат поставени во текот на оваа недела, на оние места каде што најчесто имаше сообраќајни несреќи. Во нив загинаа 27 лица. Таблите со пишани пораки на 8 јазици, наменети за мигрантите кои транзитираат низ нашава земја, се изготвени и доставени до железничките станици во Скопје, Зелениково, Гевгелија. Истите ќе бидат поставени во текот на оваа недела, на оние места каде што најчесто имаше сообраќајни незгоди. Во нив 27 лица го загубија животот. Овој проект го спроведува Црвен крст на Република Македонија во соработка со Високиот комесаријат за бегалци и Меѓународниот комитет со седиште во Белград. Идејата за поставувањето на таблите е наменета конкретно за едноставно да луѓето бидат информирани за тоа што ги очекува на тие можни места каде што се случуваат најчестите сообраќајни незгоди, значи се наменети за најава на тунели, длабоки засеци, а исто така и мостови. Во текот на овој месец ќе се изработат дополнителни табли со најава за наидување на железничка станица и информација за строго забрането движење по железничките пруги.
сметаме дека на овој начин ќе ги ублажиме човековите страдања, заради тоа што на вистина лицата кои што доаѓаат и транзитираат низ државата доаѓаат од региони кои што се зафатени со војна. Како држава сме зона на транзитирање. До сега само едно семејство побарало од Црвениот крст да биде комплетно згрижено и интегрирано во општеството. Оваа уписна година во Велес во 4 средни училишта во прва година ќе се запишат вкупно 1088 ученици. Пријавувањето и запишувањето на ученици е во 2 уписни рока, и тоа 2 во јуни и 1 во август. Првиот уписен рок е на 22 и 23 јуни 2015, а резултатите и слободните места ќе бидат објавени на 24 јуни. Според конкурсот за упис на ученици во прва година во средните училишта, кој Министерството за образование и наука го објави на крајот на мај, во средните училишта во Велес ќе се запишат вкупно 1088 ученици. Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши во 2 уписни рока, во јуни со 2 пријавувања и во август со 1. Првото пријавување и запишување е на 22 и 23 јуни 2015, а резултатите и останатите слободни места ќе бидат објавени на 24 јуни. 204 ученици ќе се запишат во средното општинско училиште Јовче Тесличковски, во 6 паралелки со настава на македонски јазик во економско-правната и трговска струка. Оваа година запишуваме 6 паралелки од профилите економски техничар, деловен секретар, банкарски техничар и продавач. Економскиот техничар е најтемелен и најтрадиционален економски профил. Понатаму профилот банкарски техничар е таков профил каде што учениците во текот на своето образование се стекнуваат со знаења и вештини кои што понатаму може да ги применат. Профилот деловен секретар е профил кој што повеќе ги изучува правните предмети. Оваа година училиштето за прв пат воведува нов смер продавач, за кој ќе се примаат 34 ученици во една паралелка. Во училиштето се работи по европско образовен концепт, вели директорката Јованова. За прв пат оваа година го воведуваме и профилот продавач, кој што е 3-годишен профил, каде што учениците стекнуваат базични знаења и вештини кои што ќе им овозможат работење во како менаџери или пак управители на дисконти, на маркети, на магазини. Потоа тие стекнуваат знаења од областа на набавното работење, магазинското работење, продажното работење. Во средното општинско училиште гимназија Кочо Рацин во прва година ќе се запишат 238 ученици, од кои 204 во 6 паралелки на македонски јазик и 34 во една паралелка на албански јазик. Во средното стручно општинско училиште Коле Неделковски во прва година ќе се запишат 408 ученици, од кои 340 во 10 паралелки со настава на македонски јазик и 68 ученици во 2 паралелки на албански јазик. И во средното стручно општинско училиште Димитрија Чуповски во прва година ќе се запишат 238 ученици во 7 паралелки со настава на македонски јазик за хемиско-технолошка, здравствена и струка за лични услуги. Македонското здружение на медицински сестри, техничари и акушерки започна проект за рано препознавање на пречки во развојот кај децата. Проектот ќе се спроведува преку патронажните сестри. Истиот доби поддршка и од УНИЦЕФ и ќе се спроведува до крајот на оваа година. Проект за рано откривање на пречки во развојот кај децата започна Македонското здружение на медицински сестри, техничари и акушерки. Овој проект ќе се спроведува преку патронажните сестри во јавното здравство. Преку повеќе модули ќе бидат поврзани представниците на здравствениот систем, како и родителите на деца, кај кои ќе се препознае било каков вид на хендикеп. Тој проект е многу убав, од него ќе произлезе едно упатство за патронажните сестри, значи како еден водич на патронажната сестра стандардизиран, кој што ќе користат сите сестри. Исто така ќе излезе и упатство за родителите како потреба. Тоа ќе веруваме дека ќе бидат многу убави материјали. Проектот ќе се спроведува до крајот на годината. Истиот доби поддршка од УНИЦЕФ, а од Универзитетот во Устар беа направени модулите за едукација на сестрите. Од здруженијето очекуваат овие едукации да си најдат свое место и во школите за медицински сестри.
Европската унија утре ќе расправа за Македонија. Под мотото Музеина за одржливо општество утре ќе се одбележи Светскиот ден на музеите. Советот за надворешни работи на Европската унија утре ќе расправа за Македонија и ќе излезе со заедничка позиција во врска со случувањата во земјата и за мерките што треба да се превземат. За коментарите во Софија околу безбедносната состојба во Македонија и најавите за испраќање дополнителни сили на границата, шефот на бугарската дипломатија Даниел Митов вели дека во моментов нема повод за сериозна загриженост за сигурноста на Бугарија. Направени се сите анализи и Бугарија е подготвена за секакви варијанти. На прво место е територијалниот и етничкиот мир во Македонија. Во Македонија меѓуетнички тензии за сега нема. Во меѓувреме Министерството за надворешни работи на Бугарија им препорача на своите граѓани кои патуваат во Македонија да бидат внимателни и да избегнуваат места каде што има групни собирања, како и реоните во кои има засилено полициско присуство. Музеи за одржливо општество е мотото под кое утре ќе се одбележи Светскиот ден на музеите 18 мај, кој музејските институции на светот со разновени активности го одбележуваат од 1977 година. Во пораката по повод денот на музеите, Интернационалниот совет на музеи ја признава улогата на музеите при подигање на свесноста на јавноста за потребата од општество кое не ја загадува околината, кое е подготвено за соработка и кое користи ресурси на начин на кој се почитуваат живите системи. Мотото на Меѓународниот ден на музеите има за цел да подигне свесноста на целото општество за постоечките последици од нашите действија на нашата планета и за неизбежната потреба за промена на економскиот и социјалниот модел во општеството, стои во пораката. Трагедија ја потресе Србија, во која животот го загубија 7 лица. Маж вооружен со ловечка пушка убил 6 мина сватови пошто се самоубил. Причина за инцидентот е повеќе годишното семено непријателство. Напајачот бил на возраст од 55 години, додека убиените сватови биле на возраст од 25 до 74 години. Во продолжение останатите вести од светот. Кипарските функционери, представници на кипарските грци и на кипарските турци ги продолжија под покровителство на Обединетите нации преговорите кои се представени како најдобрата можност по долги години да се дојде до повторно обединување на островот кој е поделен 4 децении. Имам големи надежи за иднината. Се надевам дека овој ден значи почеток на среќната иднина за сите кипрани, изјави за медиумите председателот на Република Кипар во која живеат грците Никос Анастазијадес пред средбата со Мустафа Акинчи, неодамна избраниот председател на Турската република Северен Кипар. На повик на специјалниот пратеник на Обединетите нации, двајцата челници би требало општо да ги размена ставовите и да се согласат за модалитетите и значеноста на идните средби. Денеска почнува средбата на локалните власти од југоисточна Европа, со учество на над 400 градоначалници и повеќе од 120 општински представници во бугарскиот град Пловдив. Според организаторот на дводневниот собир, Националното здружение на општините во Република Бугарија, главен акцент на форумот ќе стави на улогата на локалните власти во превенцијата и исправувањето со ризици во случаи на кризи, при што ќе бидат представени повеќе искуства и иновативни технологии и решенија во оваа сфера. Меѓу гостите на средбата ќе бидат и генералниот секретар на Советот на локалните и регионални власти, подпредседателот на Конгресот на локалните и регионални власти, председателот на мрежата на асоциациите на локални власти од југоисточна Европа и експертот на Светската банка за справување со ризици. Заедничките руско-кинески војни маневри што се одржуваат во Средоземното море од денеска навлегуваат во активна фаза, што ќе трае до 21 мај. Во досегашната фаза од војните вежби морска интеракција што започнаа на 11 мај, беа симулирани маневрирање и организирање на противвоздушната одбрана. Во новата активна фаза ќе бидат увежбувани активности поврзани со гарантирање на безбедност на бродскиот сообраќај. Ова се први заеднички војни маневри на Русија и Кина што се одржуваат во водите на Средоземното море. Во вежбите учествуваат 6 руски и 3 кинески бродови.
На денешното четврто градско пинг-понг првенство, кое се одржа во Велес, првото место во сениорска конкуренција го освои Вили Ангелов. А во пионерска, актуелниот државен јуниорски првак Методи Бужаровски. Во женска конкуренција првото место и припадна на Јелена Јокиć. За овие останатите вести од спортот во продолжение. Денес во спортската сала Гемиџи во Велес се одржа четвртото поред градско пинг-понг првенство Гемиџи 2015. Турнирот се одигра на 9 маси по интернационални пинг-понг правила, распределено во сениорска и јуниорска категорија, а право на учество со котизација од 100 денари имаа сите граѓани. Организатор на турнирот е под поткровителство на јавното предпријатие Парк Спорт, а техничка поддршка беше дадена од страна на новоформираниот пинг-понг клуб Борец Тим од Велес. Како што може да се забележи, имаме и овој пат имаме масовно учество и ново пријавени учесници. Бројката се движи околу 45 учесници. Статистички гледано, 20 учесници се во пионерска категорија, значи до 15 години, а околу 25 учесници имаме сениори. Исто така можам да кажам дека имаме 18 учесници кои што се надвор од град Велес, значи од Република Македонија, а останатите се од нашиот град. На турнирот беше забележано учество на сите категории на граѓани, каде најмладиот учесник беше 9 години, а најстариот 73, со што се покажа дека во овој спорт не постојат старосни и полови граници. Ова ми е турнир кој што сум почестен од раководството на друштво и можам да кажам сум многу благодарен што активно учествувам како пензионер. И преку овој спорт и на сите го пренесувам да што повеќе постари луѓе и млади да учествуваат на вакви турнири. Организацијата на завидно ниво. Очекуваме овој спорт да се омасови се повеќе и повеќе во нашиот град. Јас сум инаку член на ППК Борец од Велес. Одамна е формиран нашиот клуб. Организацијата и помагателите на турнирот за најдобрите подготви доделување на медали, дипломи, маички и многу други изненадувања. Имаме свој тренер, имаме неколку играчи кои се редовни и навистина напредуваме во нашиот спорт. Многу ми е мило што се отвори ваков пинг-понгарски клуб и дава шанса на нас младите да направиме некоја иднина. Тренирам 4 години во клубот Скопје Рисови и се надам дека ќе направиме некој успех надвор од Македонија. Сега ви следува Европско првенство во Словачка, дали се подготвуваш и какви се твоите амбиции за понатаму? Па секако се подготвуваме, секојдневно тренирам и се надам дека ќе направиме некој резултат на Европското првенство. Од организаторот на турнирот најавија дека тие тука нема да запрат. Впрочем, веќе во октомври годинава на програмата е професионалниот турнир Велес Open 2015, а во декември за ветераните ќе биде одржан турнир за пинг-понг. На градскиот стадион во Велес синоќа се одржа петтиот традиционален меморијален турнир во чест на прерано починатиот фудбалер Зоран Паунов. На теренот, ревијално силите со почеток во 17 часот ги одмерија екипите составени од ветераните на Борец и ветераните на македонската фудбалска репрезентација. Надпреварот се одржа во две полувремењи од по 35 минути, а мечот заврши во корист на гостинските ветерани, кои во првото полувреме водеа со 0-3 за финалниот резултат да заврши со 4-5 повторно во нивна полза. Благодарност до играчите што дојдоа да испочитуваат личноста Зоран Паунов што остави траг во велешкиот фудбал. Благодарност до љубителите на фудбалот што дојдоа малку да ги видат старите мајстори што имаат уште да покажат. Се надевам од година на година ќе прерасне во се поголем и поголем турнир. Ово е шести турнир меморијален на Зоран Паунов. Им благодариме на посетителите и на гостите што дојдоа да ни го зголемат ова меморијално турнирче. Мислам дека ќе продолжиме во иднината да се подсеќаме на големиот голман Зоран Паунов. Љубителите на фудбалот имаа можност да ги видат легендите на македонскиот фудбал. Од една страна Саша Ќирич, Тони Мицевски, Љупчо Марковски Калц, Жанко Савов, Горан Ставревски, а од друга страна велешките асови Нацев Маријан, Илчо Боров, Драги Костадиновски, Леон Кодовски, Гоце Марков, Зафир Стојманов, Цане Будимов и други. Тие ги подсетија велешани на времињата во кој голманот Зоран Паунов го носеше дресот на Борец, Пелистер и Вардар. Јас тука имав прилика 2 години со него да играм фудбал. Има многу моменти каде што често пати кога седиме се дружиме, ги спомнуваме.
Значи тоа не може да се повтори, не може да се опише такво дружење. Значи преголем човек. Турнирот годинава доби поддршка од локалната самоуправа, јавното претпријатие Парк Спорт кое стопанисува со стадионот, како и повеќе приватни субјекти кои придонесоа во организацијата. Организаторите по завршувањето на турнирот најавија и покренување на иницијатива градскиот стадион во Велес да го носи името на Зоран Паунов. Беше прекрасен човек и фамилиарно сме многу поврзани. Јас на сите турнири доаѓам и дури можам да играм, ќе доаѓам. И чест ми е мерак и за градот Велес и посебно и за него. И покрај тоа што беше противнички играч, ми беше драг пријател, имавме и дружења заеднички, многу голем број на заеднички пријатели и за мене беше сосема нормално по завршување на кариерата и враќање од Германија. Веднаш да дојдам на турнирот, ова е веќе моје второ учество. Делегација од поранешните фудбалери, членови на семејството, роднини и пријатели претходно положија цвеќе во црквата Свети Спас на вечниот дом на Паунов. Кошаркарскиот клуб Куманово со победа на кошаркарскиот клуб Фени Индустри го потврдија третото место на табелата со резултат од 91:92. Мечот се играше во Кавадарци, а стартот беше во знакот на домашните кошаркари кои го диктираа темпото и поведоа со резултат од 26:15, но сепак триумфираа кумановчани со еден кош разлика во крајниот резултат. Веќе е познато кои се 4 тима кои ќе учествуваат во полуфиналните серии од плејофот. Во првото полуфинале МЗТ Скопје ќе игра против Фени на теренот на скопската екипа. Куманово и Работнички ќе се сретнат во другото полуфинале, а последните два надпревари на овие два тима во Суперлигата ќе одредат кој ќе влезе во серијата со предност од домашниот терен. Градскиот ракометен клуб Борец на вчерашниот надпревар на гости во Битола против екипата на Работник славеше убедливо со 25:32. Во текот на сите 60 минути ракометарите на Борец покажаа врвна игра и не му дозволија на противникот да ги изненади во двата дела на дуелот. Со оваа победа Борец се зацврсти на втората позиција на табелата пред првопласираната екипа на ракометниот клуб Вардар Јуниор, од која во изминатото коло Велешани доживееа пораз на домашен терен. Со високата втора позиција Велешани пред крајот на сезоната се ставени пред искушение да ја зацврстат оваа позиција која ги води во долго посакуваната и очекувана ракометна Суперлига. Лина Ѓорческа на Фјучерс турнирот во Бол Хрватска во финалето загуби од нејзината помлада колешка Анастасија Комардина. Русинката славеше со 2:0 во сетови со идентични 6:3 и 6:3. Таа освои многу повеќе поени од нашата тенисерка и беше доста поуспешна при реализирањето на брейк топките. Ова за Ѓорческа е второ загубено финале во сингл годинава, првото во Шармел Шејк, со што остана на 2 триумфи во кариерата во оваа конкуренција. Ракометарите на Вардар го освоија купот на Македонија, откако синоќа во финалето во спортскиот центар Јане Сандански го совладаа Металург со 26:22. Ова за црвено-црните е 10-та титула во купот на Македонија. Металург остана со 5 пехари во рамките на купот. Алекс Душебаев со 8 голови беше најефикасен на финалето, додека кај Металург Јана Војводиќ постигна 6 голови. Јунак на дуелот беше голманот на Вардар Петар Ангелов, кој имаше 17 одбрани, со што беше прогласен и за најдобар голман на завршниот турнир. Прв стрелец е Душебаев, додека репрезентативниот пикер на Вардар Стојанче Стоилов ја доби наградата за најкорисен играч на турнирот. Во финалето од Мастерс турнирот во Рим, Новак Ѓоковиќ ја потврди светската доминација, победувајќи со 2:0 во сетови над вечниот ривал Роже Федерер. Во битката за третото место од Кошаркарската лига Европа, екипата на ЦСКА Москва во трилер надпревар со резултат 80:86 го совлада Фенербахче. Македонскиот автомобилист и актуелен европски шампион Игор Стефановски и неговиот тим супериорно успешно ја завршија најдолгата и најтешка турнеја во европскиот шампионат на ридски патеки.
Стефановски на викенд трката на патеката Рампа де Фалпера во Португалија дојде до 100% учинок, победувајќи 4 пати едно по друго, со што го задржа максималниот ефект на стартот од сезоната по патеката од минатиот викенд во Шпанија. Летачкиот македонец постави одлично време на првите две возења, па за време од 210 стотинки го остави зад себе второпласираниот Лукаш Војачек и третопласираниот Никола Милјковиќ. Следната трка, а воедно и пета во календарот од шампионатот на Стариот континент, е на програмата веќе за 2 седмици на патеката Јаходна во Словачка. Во вечерното финале од Евролигата, кој веќе е во тек, кошаркарите на Реал Мадрид како најтрофеен европски клуб влегуваат мотивирани за одмазда против Олимпијакос, откако токму од грчкиот представник ја загубија титулата пред 2 сезони, кога прокоцкаа предност од 17 поени. Оваа сезона шпанците играат сензационално во нападот, па овој пат најголема опасност за кралевите ќе доаѓа од плеймейкерот Спанулис, кој досега никогаш не загубил во Final Four завршниците од кошаркарската Евролига. MotoGP шампионатот викендов продолжи со трката на патеката во францускиот Леман, каде врвот од пиедесталот му припадна на Лоренцо од тимот на Ямаха, кој првата позиција ја бранеше во текот на целото надпреварување. На втората позиција се искачи Валентино Роси, со што тимот на Ямаха ја освои двојната победа, додека третото место му припадна на Довициозо од тимот на Дукати. Во генералниот пласман води Роси со 102 поени, пред Лоренцо кој е втори заостанува со 15, а Довициозо е трет со 83 поени пред Маркес. Времето денеска беше сончево со умерена облачност. Утре во попладневните часови ќе биде нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Во наредните 3 дена ќе има услови за локални врнежи од дожд, особено во вторник. Благодарам на вашето внимание. Останете и понатаму со програмата на К1 телевизија. Имајте пријатна вечер.